Идејата да се забрани работа на тешка индустрија во населено место тргна од Велес. Ја прифатија и другите градови, но заглави во влада. Но ова реагираат велешките екологисти кои иницираат измена на Законот за екологија. Со поддршка на нивните колеги од другите градови собраа 133 потписи, со кои иницијативата ги помина сите собраниски комисии. Но премиерот не го става својот потпис потребен за во Државната изборна комисија да започне собирањето на 10.000 потписи, велат екологистите. Нашата иницијатива и после 2,5 месеци се уште го чека сигналот од владата до Државната изборна комисија дека може да се започне со собирањето на 10.000 потписи. И покрај секојдневното упорно јавување во службите на владата, постојано не препраќаат од еден до друг службеник со изговор дека ќе биде денес, ќе биде утре, па некој не е тука, па не знам што се случува. Меѓутоа, нашето законско право да добиеме одговор во рок од 15 дена е одамна нарушено. Пред 2,5 месеци екологистите ја започнаа постапката со која имаат цел да се забранат фабрики од тешка индустрија да работат на помалку од 5 километри од последната куќа на населените места. Но за измените да се најдат на гласање пред пратениците во собранието, мора да се соберат 10.000 потписи. Според законот, рокот кој го има владата за да потпише одобрување е 15 дена, но тоа досега не се случило, иако поминаа повеќе од 2 месеци. Екологистите се чудат како може институциите кои ги носат законите да не ги спроведуваат. Не сакам да верувам дека се работи за тенденциозна намера, меѓутоа би апелирал до надлежните институции да го почитуваат законот и да одговорат на она што им е доставено на страна на председателот Вајановски, односно да им дадат дозвол или насока на Државната изборна комисија да почнат со собирањето на потребните граѓански потписи со цел да се испочитува ова наше граѓанско уставно загарантирано право. Со оваа иницијатива велешките екологисти се обидуваат да го стопираат рестартирањето на топилницата, која делумно веќе се наоѓа во градов. Но освен ова сакаат да ги заштитат и другите населби кои се соочуваат со загадување на животната средина. Поради тоа што владата ја кочи целата постапка, тие деновиве ќе испратат представка од народниот правобранител, од кој очекуваат притисок врз институциите.